здраво и од мене. Јас накратко ќе ви се представам, јас сум Огнен Огненовски, ко-собственик на Target Group, компанија која што постои веќе 7 години на пазарот. Веруваме дека ќе издржиме како алкалоид и ќе порастеме уште и ќе се прошируваме на странски пазари, како мојот претходен говорник како што кажуваше. Имаме поддршка од Фондот за иновации за една она што не е најнова за платформа која што ќе биде за европски пазар, работиме со база на податоци, со бонитетни извештаи, покриваме повеќе од 100 држави во моментов. На македонскиот пазар работиме со бонитетни извештаи, анализа на финансиското работење на сите компании кај нас, регионов и пошироко. За потребите за она што спојот помеѓу нас и G7 асоциацијата беше да направиме една анализа, не платена анализа, не за да препаризова, туку едноставно наш интерес беше да го проучиме овој сектор, заради тоа што сега во државава стварно никој не го проучил во делот на финансиското работење овој сектор, само ми треба поинтер. Направивме една анализа на сектора за транспорт и логистика, вкупно такви 1464 компании, кои што неколку критериуми за обработка беа потребни. Ги извадивме сите деловно активни компании. Што значи деловно активни? Имаат поднесена завршна сметка за последната фискална година. Доколку имаат поднесено, влегува во дело за анализа. Мора да бидат правно активни на денот на правење на анализата, значи да не бидат во постапка или на стечај ликвидација да бидат избришани. Беа земени сите компании од Македонија, не беше земено регионално истражување, беше анализирано нивните приходи, добивка, просечен број на вработени и така натаму. Ако имаме генерална слика, започнеме, значи се работи за 1464 компании, поделени во 4 категории на големина, микро, мали, средни, големи. Мали 1068, микро 312, средни 53, големи 31 компанија. Чисто големината да знаете се утврдува според 2 од 3 критериуми: вкупни приходи, капитал и просечен број на вработени. Мора 2 од овие 3 критериуми да бидат исполнети за да компанијата биде голема, средна, мала или микро. Чисто да знаете, големите компании се со обрат над 10 милиони евра или над 250 вработени. Во продолжение направивме регионална поделба. Очекувано Скопскиот регион има најголем број на компании, нешто повеќе од 40% од вкупниот број на регистрирани компании од оваа дејност. 638 се од Скопскиот регион, 204 од југоисточниот, 148 од Вардарскиот и така натаму. Доколку ги споредиме, доколку направиме распределба на компаниите според правен облик, односно како предприемачите се одлучиле да основаат компанија, дали да се здружат повеќе собственици или да формираат акционерско друштво, најмногу од 1138 од 1464 одлучиле сами да го задржат овој бизнис, значи друштво со ограничена одговорност на едно лице. До 291 и тука влегуваат сите компании кои што се помеѓу 20 и 50 вработени. Акционерски друштва се 15, јавно-трговски друштва, командитни друштва, подружници, стопански интересна заедница и така натаму. Распределбата на компаниите по приоритетна шифра. Приоритетната шифра мора да избере секоја компанија при основање, доколку одбере некоја друга. Управата за неки приходи по дефолт доделува шифра според остварените приходи. Доколку одредена компанија остварува над 50% приходи од одредена дејност, по дефолт се доделува таа шифра, односно според национална класификација на дејности на ПД2. Најголем број на компании припаѓаат на товарен патен транспорт 953 од 1464, друг патнички копнен транспорт 125 и така натаму. Сега дојдеме до една интересна анализа, тоа од каде се собствениците кои што ги поседуваат овие компании. За да го утврдиме ова, најмногу еден собственик од собствениците во компаниите мораше да биде странец за да влезе во оваа анализа, што значи дека Турци има најмногу собственици во Македонија од дејност на транспорт и логистика. Потоа следуваат они се 14 компании, Грци 10, од Србија 9, од Германија 8, Бугарија 6 и така натаму. Ако го земеме регионално, ex-EU регионот, значи Балканскиот регион,
има најголем број на компании кои што поседуваат компанија во Македонија, односно ги собереме Србија, Словенија, Босна, Хрватска, Црна Гора, процентуално нели имаат најголем број на компании кои што се во нивна собственост. Колку вработени имаат компаниите по региони? Вкупниот број на вработени во Македонија од на сите компании од овие дејности се 22.422 лица. Односно, Скопскиот регион води грубо над 60% од сите вработени припаѓаат на компании кои што се регистрирани во Скопје, односно не во Скопје, во Скопскиот регион. Југоисточниот регион е втор со 1988 вработени, со доколку се спореди оние раст и пат на бројот на вработени, гледаме дека скоро во секој регион паѓа бројот на вработени лица во оваа дејност, освен во источниот и во Полошкиот регион, каде што имаме незначителен мал раст од 0,3-0,6%. Каков е бројот на вработени по дејности? Товарниот патен транспорт анализиравме и утврдивме дека е најголем со бројот на вработени лица, 9024 лица се вработени во оваа индустрија, со 0,6% пораст на бројот на вработени. Во сите останати дејности за 2018 година скоро за сите, освен во друг патнички копнен транспорт и услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз, се бележат пат на бројот на вработени. А следно ќе ги анализираме чисто на кратко приходите по дејност за 2016, 17 и 18 година. Значи, товарниот патен транспорт со 36 милиарди, ова се денари, учествува најмногу со вкупните приходи во цела индустрија. Бележи раст од 3,3%, она што е интересно, патничкиот воздухопловен транспорт расте за 529%. Таму се од 67 милиони денари, пораст за една година на 570 се изгубив 571, не? Океј, ми се изгуби малку, ми се сетни букви, ми се изгуби видот. Во суштина, бележи целата индустрија раст на вкупните приходи од 66,2 милиарди, тоа е негде 1,1 милиарда евра на годишно ниво, значи цела индустрија бележи раст на 3,7% на вкупните приходи. Јас би ги извел единствено претовар на товар, каде што бележи најголем пат на приходите за 2018 година, иако незначително во односот на вкупните приходи на на ниво на индустрија. Таму имаме пат од 38%, но падот од 45 милиони денари на 27 милиони денари, незначително за вкупниот процент на ниво на цела индустрија. Каква е добивката кај компаниите по дејност? Најголема добивка остваруваат компаниите од товарен патен транспорт, 2,3-2,4 скоро милиарди денари, но бележи ова индустрија пат на добивката за 12%. Најголемиот раст на добивката е во товарниот воздухопловен транспорт од 111%, односно изнесува некаде околу 10 милиони денари на ниво на Македонија, 4,37 милиарди денари е вкупната добивка кој што ги остваруваат компаниите од оваа дејност и незначителен раст од 0,4%. Ја анализиравме нето профитната маржа. Ако забележите, мене искрено ми е најинтересен овој дел на анализата, заради тоа што точно знаеме колку е профитабилноста на компаниите кои што работат во оваа индустрија. Внатрешниот патнички воден транспорт од 2016 до 2018, ако гледате, има некој тренд на раст и учествува со 25% во 2018 година со нето профитна маржа, а само по последната година овој профит се има зголемено за 40%. Скоро секаде растат профитните маржи, освен во складирање на стока, такси служба, претовар на товар, каде што од друга страна па на ниво на економија многу малку учествуваат во вкупниот обрт, во вкупната нето профитна маржа. Ако ги поделиме нето профитните маржи по региони, југоисточен Пелагонески или Олски региони кои што ги има во нашата држава, југоисточниот регион има 8,94%, компаниите од овој регион имаат 8,94% нето профитна маржа или пад од 13,5% за последната фискална година,
Скопскиот регион, онам од каде што се најголемиот број на компании, има 5,8% нето профитна маржа или раст на купните на нето профитната маржа од 5,5%. Ако од друга страна сега навлеземе во како компаниите се однесуваат и како плаќаат, заради тоа што нашето работење е клучно за нашите клиенти да знаат како нивните соработници работат, каква е нивната финансиска дисциплина, на колку денови плаќаат, на колку денови од друга страна ги наплаќаат нивните побарувања. Целата индустрија, товарен патен транспорт, плаќа на 83 дена. Целоводниот транспорт плаќа на 13 дена. Поморскиот и крајбрежен товарен воден транспорт плаќа на 99 дена и така натаму. А од друга страна, па каква е ликвидноста на компаниите, многу важно на колку дена ги наплаќаат тие побарувања. Значи, тука малку не сме баш најдобри, не целиот на ниво на сектор. Товарниот патен транспорт наплаќа на 316 дена. Тоа е скоро една година, односно 10 месеци. Чекаат на валута за да се бидат наплатени сите средства. Целоводниот транспорт 286, додека ќе најдолу сите останати дејности во оваа категоризација наплаќаат многу подобро, односно на 56 денови. Овој слайд постои за последен, заради тоа што целта на нашата компанија како бонитетна куќа е да го подобри, да ги подобри улогата, носењето на правилни деловни одлуки кај компаниите да бидат на врвно ниво, да ги храниме со квалитетни информации и бонитетниот извештај, ако може чисто да направиме на споредба, како крвна слика на еден човек. Ако вие се осеќате нездраво, во здравствена конотација, одите на преглед, правите крвна слика, имате таму 20 на индикатори каде што ви кажуваат што ви и како ви е деним, кои индикатори се на кое ниво, ве советуваат да се рекреирате повеќе или да пиете витамини и слично. Нашата цел е со една оцена да го класифицираме работењето на една компанија. Постојат 6 оценки од А до Ф, А е најдобра оцена, Ф е најслаба оцена и го рефлектира финансиското работење за последните 2 до 3 фискални години. На ниво на цела индустрија анализиравме некако околу 650 компании за овие потреби. Беа анализирани сите компании за кои што беше дадена бонитетна оцена. Оние компании кои што прават над 250.000 евро обрт, такви се некако околу 650 од 3464 и 65 добија бонитетна оцена А, односно најдобра. 138 добија бонитетна оцена Б, 176 С, 156 Д и така натаму. Бонитетната оцена им дава во очите на клиентот или соработникот многу важна препорака, многу важна информација да се одлучите дали да соработувате со нив или не. Едноставно се влезени целокупното работење на компанијата во само една буква. Влезени се сите индикатори за задолженост, индикатори за ликвидност, индикатори за профитабилност, долгот према капиталот, колку е степена самофинансирање, коефициент на задолженост и слично, и направена е споредба на компанијата во споредба со самата индустрија. Што значи дека една бонитетна оцена многу значи за како информација да ја има одредена компанија во соработка со други соработници, клиенти и слично. Јас тука би завршил, па ви ме прашал ако имате некои прашања.